Благодарам, председателе. Почитувана колишка и поранешна министерка за култура. Ја разбирам вашата потреба да се обратите и јас исто вака се обраќав кога бевме опозиција, па кога се менуваа министрите од страна на владата на СДСМ и ДУИ. И само да ве потсетам дека вие менувавте секоја година министер. Значи во вашиот мандат се сменија 5 министри за култура, од кои што чинам дека само една министерка беше од ресорот. Така да ќе се обидам на кратко да ви одговорам на сите ваши забелешки, бидејќи сето она што вие го кажавте, практично вие можевте и да го направите, да го завршите, меѓутоа во вашето 7, односно 8 годишно владење ништо не направивте од ова, па оставивте еден куп затикнати проблеми кои што мораше да се решат. И сега вака, првата моја забелешка е особено за она што зборувате за институции. Министерке не се отварат поранешна министерке, не се отварат институции без функционална анализа. Да, вие отворивте институции за кои што имаше само по еден вработен. Тоа се виде, го спомнавте Джез оркестарот, па ете и со Джез оркестарот ја отворивте институцијата, ќе обезбедевте простор, меѓутоа ние ја завршуваме таа работа. Значи на нас остана целиот оној хаос што вие го запуштавте и го направивте во вашето владење. Не ви се обраќам директно на вас, туку владењето на владата предводена од СДСМ и од ДУИ, сега го решава оваа влада. Јас не зборувам за личности, јас зборувам за влада и за односот на владата кон културата во овој случај. Верувајте, владата на ВМРО ДПМН има многу сериозен пристап кон културата. Не е културата секој летенце ново министерче. Културата е многу сериозна работа и културата бара посветеност и анализа. Се ова што го кажувате вие се практично проблеми наследени од ваше време, кои што сега падна на нас да го решава. Министрите се менуваат, секој остава свој белег. Ние успеавме во овие кратки 2 години да решиме многу проблеми кои што вие ги оставивте. Немате да зборувате за УНЕСКО, бидејќи вие апсолутно немавте комуникација со УНЕСКО. Оваа влада ја започна сериозната, посветена и професионална комуникација со УНЕСКО, за која што веќе имаме и резултати. Немојте да зборувате за Скопје, град на културата, бидејќи вие го закочивте процесот за универзална сала. Немојте да зборите за колективниот договор, бидејќи во ваше време се потпиша колективен договор без никаква анализа. Така да многу работи за кои што вие кажувате дека нечини, практично нечинат од ваше време. Сериозна работа бара сериозна посветеност. Не може за 2 години да се решат проблемите кои што вие ги натрупавте претходно.